Почитувани граѓани, изминаа 3 години откако ја добив довербата да бидам градоначалник на општина Василево. Пред вас, граѓаните, стојам достоинствено со крената глава, свесен за постигнатото во изминатиот период како градоначалник на општина Василево. 3 години исполнети со предизвици и обременети од енормно големиот затекнат долг, поради кој е отежнато дури и секојдневното функционирање на локалната самоуправа. Најголем предизвик со кој се соочив во почетокот на мојот мандат е катастрофалната финансиска состојба. Но како резултат на моето долгогодишно работно искуство во општината и максималната ангажираност на вработените, ја спасивме општината од целосен финансиски колапс. Затекнав долг од околу 100 милиони денари и блокирана сметка. Опомени и тужби пред извршни наплати за милионски суми станаа секојдневие во нашата општина. Сите ресурси максимално ги ангажирав за да кажеме: да, ние работиме, ние градиме нашата општина, која заслужува да биде посакувано место за живење со задоволни граѓани. За овие 3 години покажавме како се работи домакински и по план, за да се постигнат најдобрите резултати во образованието, спортот, инфраструктурата, детската заштита, економскиот развој. Во општината се реализираа капитални проекти ветувани со години и докажавме дека со домакинско и посветено работење тие стануваат реалност. Ако во 4 години пред моето доаѓање на функцијата градоначалник на општина Василево немаше изградено ниту 1 метар фекална канализација, ние инвестиравме во изградбата на канализациони системи во населените места Василево, Ангелци и Пиперево. Со поддршка од владата на Република Македонија ќе го реализираме најголемиот капитален проект за општина Василево, фекална канализација за цело населено место Василево. Септичките јами ќе бидат минато, но не застануваме овде, ќе се гради фекална канализација и во населеното место Радичево, Градашорци и Владевци. Локалната патна инфраструктура е еден од најбитните сегменти за нормалното секојдневно функционирање на секој поединец. Асфалтирани се улици како никогаш претходно, и тоа околу 40 улици со вредност од околу 100 милиони денари и должина од околу 10 километри. Асфалтиран е локалниот пат до Брашинци, Нова Мала, потоа од Ново до Старо Владевци, патот покрај културниот дом во Василево, локалниот пат од влезот до центарот на Добрашинци, патот покрај културниот дом во Градашорци, улицата покрај каналот во Василево, улицата до манастирот Свети Ѓорги во Дукатино и патот до црквата Свети Илија во Радичево. Во наредниот период ќе се асфалтираат уште 25 улици, со што значително ќе се подобри патната инфраструктура. Во делот на образованието, партерно се уредени училишните дворови во Радичево, Дукатино и Владевци. За прв пат се реконструира училиштето во Висока Мала, каде претходно децата учеа во нестандардни услови. Во училиштето во Нова Мала се реконструираа тоалетите, а училиштето доби пристапна рампа за попреченост. Најголемиот проект во образованието што туку следува: ќе се реконструира Централното училиште Гоце Делчев во Василево. Тоа е најголем капитален проект во образованието во нашата општина. Најавувам уште еден капитален проект за Градашорци, реконструкција на културниот дом. Оваа населено место ќе добие современ објект за одржување на културно-уметнички настани. Средствата се обезбедени од Европската унија. Горд сум и на реконструкцијата на Домот на културата во Василево, кој веќе почна да се користи за наразлични манифестации. Детската градинка во Ангелци, која затекнавме со нерешени прашања во делот на обезбедени согласности за вработување, овие денови доби согласност да биде пуштена во употреба и истата во наредниот период ќе ги изгрижи првите дечиња. За прв пат од 2004 година, кога е изградена филтер станицата Ташли Бајер, ја сменивме кварцната песок и извршивме целосна реконструкција. И ја реконструиравме и филтер станицата во Добрашинци. Центарот во Нова Мала доби нов лик. Целосно го уредивме платото пред Домот на културата во Нова Мала. Партерно ги уредивме и централните подрачја во Сушево, Седларци и Чифлик Малото во Градашорци. А центарот во Чанаклија доби нов парк
кој го промени ликот на ова населено место. Селските гробишта во Василево добија бетонски пристапни патики. Грижата за младите е наш приоритет. Уредивме детски качиња во Василево и Владевци. Изградивме и реконструиравме повеќенаменски игралишта во Василево, Чанаклија и Висока Мала. Во Радичево реконструкцијата е во тек, а идната година ќе го реконструираме кошаркарското игралиште во Владевци. Грижата за животната средина е наш императив. Во таа насока решивме децениски проблем во Василево. Целосно е чистена и дислоцирана депонијата, која беше еколошка закана за здравјето на граѓаните. Идната година ќе биде година на голема градежна офанзива. Ќе се асфалтираат над 20 улици и патишта. Ќе се изградат бетонски канали во Дукатино и Владевци. Потоа ќе се изгради фекална канализација во Радичево, а Нова Мала ќе добие асфалтиран пат до селските гробишта. Асфалтиран пат со атмосферска канализација ќе добие и Пиперево од влезот до центарот на населеното место. Во населеното место Василево, по поставувањето на фекална канализација, ќе нема неасфалтирана улица. Во Градашорци ќе започнеме со изградба на првиот крак од фекална канализација. Приоритет и во овие 10 месеци остануваат инфраструктурните проекти за да донесеме развој, да изградиме капитални објекти кои ќе останат за генерации и генерации, наши сограѓани и ќе сведочат за нашата посветеност, да ги промениме работите на подобро. Свесен сум дека има уште за работа, но со еден плански пристап, постепено ќе ги затвориме отворените прашања. Секој успех не е само за мене, не е само за општина Василево, најмногу за вас, драги граѓани на општина Василево. Ќе потенцирам дека вложениот труд се исплати, бидејќи за својата општина се работи. За Василево и за моите сограѓани вложивме се.